Почитувани сограѓани, ние сме свесни за конфузијата која моментално владее во ВМРО ДПМН. Затоа го охрабруваме раководството на ВМРО ДПМН да продолжи да разговара, да размислува и да биде посветено на иднината на Европска Македонија. Има уште време до 30 септември. Има време да се охрабрат и одлучат. Да останат на зборот и на нивната повеќе децениска позиција членството на Македонија во НАТО и Европската Унија. Наместо да се служите со манипулации за ситно политичко профитирање, време е како најголема опозицијска партија конечно да излезете со јасен став за референдумот. Покажете храброст и кажете го вашиот став. Оставете ги на момент партиските интереси и мислете малку за државата. Помислете на момент за вашата иднина и иднината на вашите деца. Проблеми во лозарството имаме постојано. Меѓутоа, оваа влада од лозарите не бега, како вашите поранешни функционери во минатото. Доаѓа и ги решава проблемите на лозарите. Обезбеди дополнителна субвенција од 1 денар за килограм предадено грозје за оваа откупна година. Меѓутоа, за проблемите во лозарството една за секогаш да се надминат, потребна ни е Европската Унија. Со влезот во Европската Унија, нашите производи ќе се продаваат на пазарот 500 милиони потрошувачи, односно 250 пати поголем пазар од нашиот домашен. Со ова, пласманот на било кој земјоделски производ повеќе никогаш нема да биде доведен во прашање. 15 милиони евра европски пари ќе добиеме од страна на Европската Унија за македонското земјоделство во 2019 година. Со нашето напредување во Европската Унија, овие парични средства секоја година ќе се зголемуваат. Ова ќе значи повеќе европски средства за субвенции, механизација со цел подобар производ и пласман по подобри цени. Договорот е влог во нашата иднина. Со договорот се заштитуваат и јакне македонскиот идентитет. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик и народ. Со сите своји атрибути, со своја историја, култура и наследство. Според членот 1 од договорот, македонскиот јазик е потврден како официјален јазик на нашата земја. Со договорот, македонскиот јазик станува официјален во НАТО и Европската Унија. Историските моменти повикуваат на одговорност. За иднината на Македонија треба сите да дадат свој придонес. Раководството на ВМРО ДПМН треба да покаже одговорност и одлучност. Во овој историски момент ги повикуваме членовите на ВМРО ДПМН да одлучат и да ја поддржат иднината на Македонија во европското семејство. Ајде сите заедно да обезбедиме подобра иднина за граѓаните на Македонија.